Северни монети и банкноти, северни униформи, северни институции, северни свидетелства, дипломи, изводи и други документи. Македонија се истрча и спроведе се, и тоа пред време, иако преспанскиот договор предвидува преоден период за внатрешна употреба на новото уставно име. Издавањето на ваквите документи и материјали ќе започне при отворањето на секое поглавје на релевантното поле во преговорите со Европската Унија и ќе биде финализирано во рок од 5 години од тогаш. Стои во член 1 став 10 од Преспанскиот договор. Ова буквално значи дека свидетелствата и дипломите требаше да станат северни најдоцна 5 години по отворањето на поглавието 26, кое се однесува на образованието и културата, но тие се веќе сменети. Над 130 институции добија налог да станат национални или северни наместо македонски, иако и тие имаа простор да се преименуваат подоцна, барем за внатрешна употреба. Повеќе нема македонска опера, македонска филхармонија, нема ни македонска пошта, па дури ни македонски електропреносен систем оператор. Меѓу ретките кои се уште го користат старото име е македонската радиотелевизија, иако во сите соопштенија и излагања на владините представници, тие ја нарекуваат Национална радиотелевизија или НТВ. Властите буквално го претекнаа Преспанскиот договор и одредбите кои ги наметнува. Иако таму никаде не е наложено дека во неформална комуникација не смее да се користи терминот Македонија, сепак македонските политичари во секоја прилика ја додаваат придавката северна. Дали сте за членство во Европската Унија и НАТО преку поддршка на договорот помеѓу Република Македонија и Република Грција? Вака гласеше прашањето на референдумот, но за сега нема ништо, ниту од Европската Унија, но ни од Република Македонија.